Новоизградените улици во Берово се распаѓаат, а граѓаните веќе го враќаат кредитот од 24 милиони денари со кој е задолжена општина Берово, обвинија денес на прес беровските социјалдемократи. Додека кредитот го враќаме, улиците се распаѓаат. Неизградена е улицата Паруца, каде што наоѓа комплексот згради во Берово, каде што луѓето не можат ни да паркираат на неуредениот паркинг. Но затоа градоначалникот си ги асфалтираше влезот пред дворот на својата куќа и гаражата. Ова е вестински пример како неодговорни луѓе ја водат нашата општина, кои се грижат само за своите интереси, а за тоа ги товарат долгот на граѓаните. Социјалдемократите обвинија и дека градоначалникот Наџински не ги реализирал ни проектите ветени за населените места, па во 21. век дел од нив немаат вода за пиење. Двориште и Ратево немаат вода за пиење. Мачево е без асфалт и канализација. Берово, познато по својот чист воздух, што ги привлекува вниманието на се поголем број туристи во горните делови, токму кај Беровското езеро е без вода и канализација. Затоа, граѓаните избраа промени на предвремените парламентарни избори, бидејќи сакаат квалитетен живот и совесни луѓе кои се грижат за нивните потреби. Доаѓаат промени и на локално ниво. Граѓаните на Берово заслужуваат квалитетен живот. Нашата професија подразбира во известувањата да се отстапи простори за така наречената втора страна. Сепак со оглед на познатите случувања и некоректниот однос на Наџински кон нашата новинарка Даниела Такева, телевизија Старо станува доследен на ставот да ги прекине сите контакти со институцијата градоначалник на Берово, се додека нејзин вршител е Драги Наџински.